запали југот, направо. Браво. Го знаеш, како беше, палам колата направо не пали, палам на второ не пали, палам на трето направо запали. Направо запали? Да. Сега го знам. Ето. Југо немаш возено, а? Немам возено југо. Пробам да се сетам од кај брачевите во минатото, ама немам. Југце немаш, а што имаш возено од коли? Па првата кола од кај другар ти Александар Котевски, илегално ја возев на 16 години, сакаше ми поможи да научам. Спаркот нацет и текнува, беше Еден жолт. Жолт, Да, протокалев жолт. И ќе беше баш ноќе, бевме на некои стадиони, дали беше негде Буримеч, како Леканински во тој реон. И Во тоа се учеше да возиш, така? во тој реон се учев да возам со колата на Аца. И после да е здрав и жив татко ми има политика кај што сите деца мора на 18 да положиме за вожња. Така. И си положив и ја возев нивната кола караван Волво. Мислам, караван можеш да замислиш во нашиот град Битола. Колкава е, да. Колкава е како шлепер да вртиш. Ама сум возела многу коли на роднини, на пријатели. Омилено нешто ми е джип кола, нешто што е повисоко ради превидност. Ама сега си купив количе, така помалечко и Што кола има се? Рено Клио. Клио, па добро, тоа за Битола ти е таман. Во Скопје сум, ама и за Скопје уште потама. Уште не си замината Скопје, се да не се лажиме. Добро, бе, типа, види, Скопје сум 6-7 години, 7, тука сум некој месец и пак се враќам. А Скопје работиш? Работам од кај сакам благодарение на мојата драга фирма. Така, си фриленсер на некој начин? Не сум фриленсер, туку имаме политика да работиме и од канцеларија и од дома. Да. Меѓутоа тоа дома може да е планина, плажа, Кај сакаш, да, за во таа смисла мисле фриленсер. Да, фриленсер, се додека се бркаме работата, никој не ти смета од другата страна. Да. Така да... Ето, многу интересен момент е. Така. Зошто да му се дај таква слобода на вработенијето? Во Валтек, каде што работам јас, и мора да се извинам на делот Битолчанот, имам професионална деформација, да се трудам по литературно да се изразвам, бидејќи таква ми е работата, дечки. Значи, Ништо вака, намерно. Јазикот и битолчани го сакат. Значи, Така, македонскиот така. јазик си го сакаме сите И треба да убаво е си да го го сакаме. практикуваме и да говориме на литературен македонски јазик. Така, инаку, од која причина, на пример, особено дел од луѓето кои што се програмери или други инженери, кои што имаат сериозни и многу тешки одговорности, попродуктивни се кога се во одреден фокус на тивко дома. Да. Во канцеларија знае да биде голем хаос, особено ако некој работи во океан систем. Меѓутоа, ние како фирма и пред COVID и за време на COVID знаеш дека сите мораше од дома да работиме. Браво го пушти човекот на пешачки шокиране. Секогаш. Секогаш, јас сум прописан шофер. Верувам дека си. И некако после COVID дел од фирмите увидоа дека можат луѓето и од дома да работат. Ние не стоиме на патот на продуктивноста на луѓето. Јас како особа сакам и во канцеларија да одам. И таква ми е работата и Значи сум си имаш social избор. person. Имаш избор. Да. Добро, и сега ти имаш многу работи во животот работено, не знам што ќе предачкувал со таксито ме збуни малку. Многу работи во животот имаш работено и инако еве за луѓето кои што не те знаат, бидејќи често ми коментират не даваш најави за гостите, целта ми е да не давам најави за гостите за да ја го гледаат цело интервју за да откријат што е гостинот. Што се работи. Значи Ирина Кузевска, наша битолчанка, една од побаите битолчанки, секогаш така велам, но ти има многу убави битолчанки. Не на сите, на тие што се убави битолчанки, а бога ми во југото немам качено неубава битолчанка, така да си оди сам да кажам, си работела на многу места. Сега ќе ги зборниме сите, бидејќи имаш многу интересни приказни. Ајде да почнеме да те вратиме на пример во средношколските денови, кај учеше Битола, како почна се занимаваш со се што те донесе да речеме до овој стадиум и така натаму? Ќе морам тогаш да те вратам во основно, бидејќи на мои 14 години имав професор по ликовно, Никола, поздрав до Никола Петровски. Тој е покрај што беше, тоест уште учител, наставник по ликовно, имаше и своја модна и уште има модна колекција. Дете, мислам дека на 14 години си 8, 7, не сум веќе во текст со новите оделенија. Да. Во наше време 8 беше. Точно така, бев од негова страна поканета да учествувам на негова модна ревија за еден или два модели. Ако се сеќаваш на времето, модните недели во Битола, што траја 7 дена. Fashion Week.
Fashion Week, организирани од мојот најдраг и најблизок Илија Талев од Метрополис Битола. Значи не бев директно преку него, туку Никола ме препорача. Да. Се приклучив јас на ревијата, се запознав со Иле, се запознав со другите манекенки креатори. Веќе наредна година бев дел од кастинзите, ова веќе према 15, движиме, 15 години. Така станав дел од Fashion Week, односно целосно од агенцијата Метрополис Битола. И некако последователно започнат тој живот и ангажман со моделинг. Воглавном беа модни реви, меѓутоа многу фотосесии, многу спотови, почнувајќи од паркети, од Дани, од има и спотови што не ги памтам. Ама да, јас те памтам кај Дани, те памтам кај Роберт Билбилов, добро, тоа беше пред некоја година брзо, а кај паркети во кој спот се? Кај паркети, за тие што не знаат, спот, односно песната не е комерцијална песна, се вика Лили Марлен. Таму имам 18 години, беше едно од најаките мои искуства. Зошто? То не беше видео, беа frames. Паркетот Сашо само сликаша и јас и Симсот бевме главна улога, од кој што Симсот беше мојот фиктивен партнер. Да. Сега можеш да замислиш да си ти мртов ладен, гледајќи го Симс, како појава на дух, затоа што починал во самата приказна и да треба озбилно да го гледаш. И тој да, мислам, човекот не можеше, му беше тешко да ме гледа. Мене ми беше тешко и јас да се воздржам и ми звони телефонот, се извинувам што не го исклучи. Звукот, ако сакаш, слободно, да. Мислам дека не се слуша доволно и ќе... Ние го слушаме тука така, да, може на снимката и да не се слуша. Мислам дека е толку. Да, добро, гледаш културно звонат, значи. Културно звони, да. Во такви кругови се движи со културни луѓе? Искрено да, со културни и пред се мене ми се најбитни оние што ме инспирират на било кое нивото, значи многу попаметни, поинтересни, поталентирани луѓе од мене. Сега, например, што те инспирира освен луѓето, ете што ги спомна? Така. И бидејќи ете работиш сепак и некои работи кои што треба креативност и си креативна пред се, за да се дотераш и да изгледаш толку убаво, треба да си креативна. Така да, кажи ми, ајде, што најмногу те инспирира во животот, за да, ете, продолжиш понатаму, за да те мотивира и т.н. Па искрено најмалци инфлуенсери ме мотивират. Секоја чест за нив и за успехот ги поздравувам. Не, шала на страна, оно мене што ме инспирира е искуството. И најчесто сум инспирирана од некои потешки искуства кај што те свестува животот на некој начин, така од земја. И се свестуваш, а дополнително цела можна музичка, модна индустрија, филмска индустрија, селебрити индустрија, на некој начин кога ќе видиш нешто што не е секојдневно. Да. Ама буквално од секој ќе уште се инспирирам. Не можам, некогаш се работи за музика, некогаш за трагедија, некогаш од ништо, така се будам. Те бендисва улицата? Ме бендисва. Кажи како Ова е сме твојата поплачени. улица? Ова е мојата улица. Те носам тука. Оти од многу обврски денес, од едно од друго, заборев да ти изјавам едно поклонче од Кебуцо Кинг. Значи, теја снега ќе ми степе од Кебуцо. Таа е на Буцо Чупето. Еве ми е мачката од младојде. Срце, обожавам мачки. Ке зборниме и за животните, ке зборниме и за едно и за друго. Така да останете со нас, имаме уште муабет, одам да го земам поклончето и се враќаме по кусата пауза. Па да. Освен ако сакаш кафе пиеме дома. Не. Ама не, ке ти донесам нешто друго. A few moments later. Ете сме назад. Чека да се наместиме. Значи, бев докај не бев докај, бев до дома. Да, од кај Буцо Кинг, во едно вакво розево ти одбрав, пошто се чупе. Thank you. Иако сина ми е милена боја, ама може и розева. Има и син, ама си реков ај розево да ти чупе син. Ништо се, тоа е. Ти носам неколку убави работи од кај Буцо Кинг. Одлично. За автокозметика имаш тука некој сингерче, некој миривче, капхолдер. Како активен шофер сум многу благодарна да знаеш. Така, многу ќе ти се најдат, знам дека ќе ти се најдат. Како што гледаш моето југо свети благодарение на Буцо Кинг, стварно, така свети, да, ако сакате. признавам дечки. Така, ако сакате свети исто вашата кола како моето југо, посетете го Буцо Кинг. Одма до Нептун кај Ленски мост, ето така. Така се вика, секој го заборавам. Ленски мост. Ленски мост, го заборавам тој мостот, не знам зашто. Мислиш знам која, ама добро. Следно, знам дека ќе ти треба перење на колата. Да, обавезно. Или хемиско, или не знам седиштата да се ги изчисти, се плюс кај Миланчо ваква перална, наспроти медицина на трудот, има еден новитет. Како што ја чисти колата, има една нова машина и ја дезинфицира исто така, така да сите бактерии што ќе ти бидат во колата, ќе ти бидат отстранети и ќе имаш чиста кола. Гратис миење имаш од мене и од југот и од Миланчо исто така. Одлично.
Следно. Уште? Уште, чекај, не сме завршили, Вау. знаеш колку има, многу има. Јоцо Solution, горе до Влеџик, значи кај наспроти Лукойл, ваучер 1000 денари ти доделува за неговите услуги. Тоа е во случај да речеме имаш дефект на колата, нешто треба да се поправи во однос на колата, се случува нормално. Сигурно да. дека има. Така, ти можеш да си поправиш кај него, исто така работи тој со 3D. Значи ако нешто ти треба, работи тој со принтање на 3D, има 3D принтер. 3D принтер, браво. Значи доколку браво. имаш некаква потреба со некаков, не знам, дизајн. Джидже за Джидже, например, колата. мене ми треба сега држач за камерата за во колата, Јоцо ќе ми го испринта, така да, еве ти ваучерчиот кај Многу него. фала, баш ми е мило. Јоцо, поздрав и до тебе, Јоцо Solution, да го посетите обавезно. Но тоа не е се, Но дечки. тоа не е се. Последните 15 минути. Море одмах кој Па бе, 15 одмах. минути. 5 плюс најголемиот 5 шоп во Битола па и во Македонија. Ти доделува исто така ваучер, знам дека сакаш животинчиња, така да слободно можеш да си искористиш, да си Фала купиш ти. што сакаш од кај него, па може и некој ново милениче, има таму и миленичиња. Одлично, фала. Да си земеш Храна нешто за ново. зајчето. Храна за зајчето, било шо, мислам дека ќе ти дојде добро. Да си ги поздравам и Божиновски. Омилените. Омилените Омилените. Божиновски, да. Одлични сте. Денес имаме еден нов сат од кај нив, сигурно Стварно ти сум, да. убав. Чекај да го видам. Одличен е сат од кај. И бојата е врв. Браво. Бојата. Има многу избор, така да ќе ме гледате со многу сатови од кај Божиновски. Може и да поминиме после емисија до кај нив да видиме што се случува. Јас сум за да Ти поминеме. имаш и таму на да си ги китчиња, видам. на друго, да. Блиски сме. И сега за да продолжиме со мовето, треба да се напиеме нешто, така, малце да се свежниме. Дечки, стварно, но тоа не е се. Уште не Тоа е. не е се. Имам хелчиња. Вау, стварно, како за петок после работа, одлично. Одличен избор. Кажи ми вака, јас имам хел, чекај да ги видиме сите. Кажи ми кој го сакаш. Овде имаме Red Grape, ова ни е класикот Grape. и ова е Black Cherry. Трите вкусови кои моментално... Класикот. Класикот, ајде, Дечки, класикот. црвена бојата на страста. Така е, претходниот пат пиев Red Grape или Black Cherry, не знам што пиев, сите ми се убави, мене јас пием хел цел живот, А така да. класикот што треба да биде? Класик си е класик, energy drink. Вкусна енерджи дринк. Вкусна energy drink. Окей. Може и вистина, не знам, зависи, ове знам дека има и витамини, додуша сите имат витамини. Да, кои што даваат енергија и ни требаат на сите. Мислиш дека се витамини? Па, Да, пардон, така, така барем пиши. Така пиши. Готово. Тоа што Хел. пиши, јас верувам. Не, знаеш како? Пијам хел вистина многу години. А чекај, не е Уште Брус пред- Вилис на хел заштитно лице или тоа Ами јас сум нешто Брус друго? Вилис, ама не ме знаеш. Не те знам добро. Да. Иначе сакам да кажем уште пред да имам соработка со нив пијам хел и сите што ме знаат, цел живот знам дека хел имам лименки секогаш околу мене, бидејќи вистина турбо работам од сабајле до вечер и ми требат многу Ти енергија. помага? Многу Стварно, помага. ете. Вистина најмногу ми дава енергија од сите, не знам може кај мене метаболизмот Одлично. така делува, али ете Ќе испробаме. Да. Да отвориме сега. слободно ќе се напиеме. И знам дека вежбаш во теретана од Универзал во спортската. Ајде, живели зубо, да? Кога сум во Битола, да. Да, значи си во О2 Универзал. Таму си, а јас ќе ти дам попус 15%. Уште има. Браво. Попус Мило за ми во е. теретана. Фала многу. Иначе Ето да. така. Таму вежбам и мислам дека таа теретана е на сопругот на моја професорка многу драга по македонски во средна, Лидија Танасовска. Па не знам Би точно требало, јас, би да. требало, извинете ако грешам. Ама поздрав за мојата професорка по македонски. Се не запали југот. Ајде, два пати. Ами, и да не запали човек, дома сум, се ние, ајде, ќе си поседиме овде. Ама запаливме, добро е. Плюс да си ги поздравам и разбуди се.мк, да ги читате порталот кој секогаш Чао, редовно Мацо. Колку е уба. да, Сија се вика мачката, ме Сија. објавува. Разбуди се МК, посетете ги. Чао Сија. Се гледаме Сија, секогаш го знае звукот на колата и секогаш ме пречеква и ме испреќа. Убаво е кога имаш некој да те пречеква. Да, тоа е Сија секогаш. Убаво име те инспирираше пејачката? Ме инспирираше пејачката, да, буквално. А знаеш која коинциденција се случи? Кога зедов мачката, значи онака беше тогаш популарна Чип Трилс песната од Сија. И Здраво. комшиите. И баш сакав Сија да ја крстам мачката, не, додуше Даринка сакав да ја крстам. Мајка ми рече нема такви имиња, дај се нешто пофенси да биде. Даринка ми беше класна во основно. Затоа И мене. одравме Сија и уствари разбрав дека на арапски мислам беше, не знам ако нека ме попре некој ако грешам, Сија значело црно, а мојата мачка е бела. Интересен контраст. Така, да, Пошо. црно-бело, контраст.
Ето така, кажи ми сега животни, ти чуваш многу животни. Моментално не чувам многу животни, чувам само чувала многу животни? Сум чувала многу животни. Кај сакаш да почнам? Сакам да почнеш од Стефан. Имаше една чинчила што се викаше Стефан. Точно така. Кој е твоето прашање, господине? Сакам да почнеш приказната да за Стефан. Да. Добро. Па ќе видиме кај ќе биде прашањето. Мислам дека тоа видео и таа информација стварно ќе се изгуби затоа што имав 19 години. Накратко се ближеше мојот роден ден и мојот тогашен дечко. Кој се викаше Стефан? Кој се викаше Стефан, наистина знаеше колку сакам животни и тогаш во Exotic Pet Shop, тогашно место, имаше чинчили, што е реално тоа е екзотично животно и не беше толку застапено кај нас. И ми го купи. Јас во име на неговиот подарок го крстив Стефан. Да. Ама Ко се скара? Не. Никој дома не го викавме Стефанот и не ни идеше природно, пошто е сепак мило животно. А другото не беше мило? Немам лош збор на вистина. И го викавме Чинчи и со нас беше стварно 7 години. Ги изеде сите кожни чанти на мајка ми, сите дрвени дуборези што ги имаме од наследено од стварно наши предци. Се што можеше изеде, сите кабли. Меѓутоа после се припитоми и такво едно диво животно се научи да ти се качи на рамото, да те баци и да замине. После 7 години не беше седно. Тоа е културата на битолчине. Добро. Да. Извинете, дечки, јас сум од оние шофери што се нервираат малце во сообраќај. Не, и треба малку да се апелира, вистина, да. Да, единствен апел што имам, не дека сум јас идеална, меѓутоа единствен апел со кој што јас најмногу сакам да споделам, со што се борам во Битола, покрај хаосот што не и до нас, оти патиштата се такви, ама сообраќајна лента, барем на тие два булевари што ги имаме, мислам дека е небулозно никој да не знае да се држи во сообраќајна лента. Да, затоа си тотално мислам дека внук ми од 7,5 години, сега 8, ќе знае кај да стои во неговата лента. Точно. Единствено. Да се вратиме на моабетот. Ни беше многу празно дома кога умре. Ама беше одличен поклон, меѓу неговите поклони што сум ги добила беше мојата чинчила. Тие иначе го имаат најмекото крсно и најскапата бунда е од чинчилите. Некој пуште работи такви работи? Како не, па дури има луѓе ќе се работи. Искрено има здруженија кои што одат против тоа? Имам, знаеш дека светот припаѓа на најбогатите, најмокните луѓе, а тие носат крзно. И не мислам дека одреден труд може да ја побие таа индустрија мегаломанска, така да немам дечки купено крзнена со истинско крзно бунда. Ете, толку можам да кажам од моја страна. Да. Сепак да, сакајте ги животните, грижете се за нив, вистина се душички и не му правите ништо лошо. Имам искуство, јас кај што сум чувал кучиња кои што ми ги труеле и вистина е многу лошо искуство, да. Баш ми е жал. И заради тој момент поќе не чувам куче, многу сакам да чувам. Имаш двор, човече, зашто? Имам двор, да, но знаеш како, мојот двор е толку голем што секое куче, јас неќам да го врзам кучето, значи неќам да го чувам во дворот за да седи врзано. Аха. Кога веќе имам голем двор, сакам да шетеце, тоа е куче и ги си најде можност да излезе. Јас на пример досега кучињата што сум ги имал не биле диви. Така. Не мало каснато никој, не се пуштило по никој, значи биле баш така се погодиле. Ете, може јас така ги воспитувам, не знам. Така, па има врска, биле мили, дефинитивно. да, вистина биле мили, никогаш никој не повредиле. И секогаш сум ги наоѓал отруени. И си реков повеќе не земам кучиња, неќам да го земам на душа, едноставно животинчето. Многу ми е криво ова што го слушам. Не би предпоставила, макар што извини, мислам дека го имам слушнато во една од твоите емисии, поточно видео, ти ги имам слушано дел. Фала ти. Така да, последно знаеш со која дилема сум, пошто стварно ги сакам животните. Например, во последно не убивам ни пајаци, Добре. а јадам месо, не јадам многу да се разбериме. Колку што ти се јади? Ама, не е тоа многу. Ама не можам, уште го немам најдено тој момент, пошто е малце може лицемирно да ги сакаш, ваму ги сакаш, ваму ги јадиш. Добро се тоа е синџирно исхрана.
Не знам колку е така, уште сум на пат на истражување. Сакаш да станеш вегетаријанец? Ништо не ќе гледам како да се изборам со конфликтот во мене за животните. Аха, чекај се, ти си психолог по професија? Дипломиран психолог. Дипломиран психолог. Да. Ајде кажи некоја стручна врска помеѓу тој дел кој што го кажуваш да се избори со нешто што еве ти правите жина, во случајов тебе ти правите жина. Јадењето на место, така? Значи тоа е од психолошки момент, ако не грешам. Мислам дека е поќе психолошки, оти уште немам јас доволно истражено и во светот. Сам да кажам како совет од тебе, како луѓето да се изборат со тие моменти. Општ или општ конфликт? Да, бидејќи луѓето се соочуваат со секакви конфликти во текот на животот, така да ете, имаме дипломиран психолог во југото, па ајде да искористиме. Како не. Со внатрешен конфликт. Пред се како да се препознае нешто кога правиме и ни создава прво неудобност, грижа, можеби ни се коси со нашите кодекси, ни се намалува самодовербата, ние сепак го правиме. Верувам, има многу причини. Кога си помлад, не си доволно зрел, ама после одредени искуства, особено кога си повозрасен, си посвесен. Нормално, да, со искуството се иди се. И најлесно е да му кажеш или да си речеш па добро не го правам ова, поќе може деловата би имаш што го сакаш. Се прво нешто што треба да направиме, да го прифатиме делот од нас, дека сакаме да го правиме. Сега, наречи дечки, не сум сертифициран терапевт, сум само дипломиран психолог, може и да сгрешам. Како јас се сочувам? Искрено, моментот на прифаќање, после тоа мерење на просен конс, што добивам од ова, што губам, дали дел од здравјето го губам, дали ми вреди, дали ќе си речем живеам само еднаш, па така удри се изеди 3 бургери, то лупо. Ама на крајот на денот, пак ќе кажам, низ искуството кој што ќе дакни од земја, ќе се свестиш. Претходно искрено вервај, ни еден совет не делува. Никај паметните луѓе. Дури не осетиш на своја кожа, што била старите. Дури не осетиш на своја кожа. Во најмала рака, ако случајно повредваш друг, сите сме го направиле, ќе го правиме и понатаму. Барем да не е толку то со намера. Меѓутоа прво е прифаќањето. И зошто јас ова го сакам, ме повредва. Кога ќе ги откриеш тие работи, јас сите топло ги советувам со психотерапевти да се консултираат. Најуспешните луѓе и најсрекните луѓе имаат психотерапевти. Не е за џабе. Самата наука. Кај нас малце е како срамота да ме ги срамота е, такви проблеми има. Да, јас го сваќам како за назабар дека треба да одиш. Апсолутно, тоа е емоционална и ментална хигиена. Точно. Затоа што се таложи во нас и одеднаш ќе излези, ќе избие најмалце кај што очекуваш. И кај добри луѓе. Не значи дека ти кога ќе исклучиш ќе направиш нешто лошо, дека ти не чиниш или си лош човек. Ама особено кај машките на Балканот, некако не им било дозволено да покажат емоција, да бидат слаби. Ние жените си плачиме по дефолт, нели? Али машките мора да се машки. Да, ама машкото ќе биде машко баш ако признае ако работи на случајот. Да. Тоест човекот ќе си биде вистинит према себе автентичен, нема врска машко-женско. Така да прифаќање, анализа, сега има разлика. Имаш луѓе што егото им е многу високо. Малце потешко се самокритични. И дали е грешно да ти е егото високо? Не помага. Тебе ти смета најмногу и повредваш луѓе од страна. Зошто? Еден пример да земам. Сега нема да навлегвам во дефиниција. Егото да го наречеме овај пијалокот тука. И ти си Мими. Не знам. Пијалокот е хил. Пијалокот е хил, егото на Мими. И сега врви странец, не те допира, не е ништо. Ти кажува нешто грдо. Дали ти како човек си загрозен? Па не знам, ајде кажи. Па не, дали си загрозен, дали раката те боли, ти кажам за некој нешто ти вели, појма немаш која, да, си возиш. Така. Не знам бе глупеден, кај возиш? Добро, може ќе погоди мојата емоција, не знам. Точно, може тебе да те погоди, ама дали си ти вистински, физички, животно загрозен? Не. Ама ова е гото ти е. Бага ти прави тенг. Ова е чисто прост пример, сликовит да се објасни. Че ние дозволуваме егото ни се повредва во многу случаеви. Тебе влакно не ти фали. Да. Али ти го допират егото. Ете така. Сега преку многу литература
Преку многу пракса и преку многу разговор, многу луѓе имаат капацитет да станат свесни. Јас моментално на тоа работам на себе, пошто сите одиме на работа, сите се нервираме. Зошто да се нервирам? Нема потреба. Нормално е дека близок ќе те повреди, партнер може и многу да те повреди. Поентата е да не реагираме онака како што не ќеме да реагираме, да не направиш нешто што не си ти. Да го прифатиш моментот, да се смириш Да и се да броиш до 10. Да, мислам, види, многу е лесно, јас не ги имам совладано тие вештини да се развериме. Меѓутоа работам на нив, затоа што не ќам да реагирам исхитрено. Тоа е многу добар момент, значи треба се работи на себе, така? Како не? Значи да не Исклучив. се Па ми ти си сам со себе до крајот на животот. во секој случај. Друг може да биде и да не биде, ама ти сам со себе мора да бидеш. Ето така, слушајте, Ирина има многу искуство во животот поминато и затоа вака го размислува, Да. а покрај тоа и стручно се надоградила. Сега сакам да те вратам, бидејќи дете спомнавме баш за овие животни постапки, искуства, не знам, предизвици кои ќе те натераат да размислуваш на ваков или онаков начин. Ти си била, значи, вклучена во, како што спомнавме, во многу модни дешавки, ако можам така да ги кажам, настани кај што требаат модели, фотосесии, едно друго е се таа индустрија, сакам да го кажеш искуството од таму, бидејќи имаме многу млади девојки кои што сакаат да се вклучат во таа индустрија. Како да постапат на нештото? Ти веќе тоа си го доживеала и си разграничила, сакам ова да го работам, тоа го имав како искуство, али продолжувам понатаму со нешто друго. Така. Ајде да видиме со твоето искуство, каков совет ќе ни дадеш? Јас имав многу среќа да во наводници западнам во многу добри раце и соработки. Таа индустрија колку што е убава, толку е и бескрупулозна и немилосрдна. Особено ако немаш кој да те заштити или кој да те води. Среќа сум имала, пак ќе напоменам. Зошто е тоа така? Кога си модел, иако на луѓето тоа многу гламурозно им изгледа однадвор, ти си една кукла кој што секој нешто различно сака да ти прави, да ти ја менува косата, да ти ја менува килажата, да ти кажува убава си, не си убаве, за ова не си, ти каде ти тука. Разбираш, никој не пази на твоето ментално здравје или на твојата возраст и тебе никој не те штеди, особено во странство. Тука не се споредваме. Така лесно можеш во тешки комплекси да западнеш, кај што после треба да се работи многу поќе. Така да, еден мој совет, особено на најмладите членови на оваа индустрија, имајте ги родителите покрај себе. Не го занемарувајте школото и секогаш имајте написмено соработки. Под тоа мислам на договор, на јасно и концизно објаснето што и како ќе се прави. Меѓутоа, карактерот и сега самодовербата се гради после некое време. Јас имам среќа исто да имам толку да видам своеглава, што крајот мене на моменти не ми се наоѓаше додека станам баш професионалец. Не ми се наоѓаше, нити можеше некој лесно да ме смота, нити да ме скроти. Меѓутоа, само за правилните луѓе покрај себе и некој што ќе те штити. И полека. Без брзање. Без брзање. Да. Ете така. Тоа би го кажала. Имаш работено и водител. Најавител. Најавител. Не водител. Добра, иде најавител. Најавител. Да, значи во текот на најактуелниот период на модната недела, Бубето морам тука да ја поздравам, знам дека Бубето тера тогаш му се јави на Иле косата. Најде ми чупе, ми треба некој да ги чита прилозите на емисиите од Неда, од ритмот на градот. Нели тогаш најактуелна и уште мислам дека е емисијата. Да, уште трае години е веќе Уште трае, да, многу години, декади. И јас прифатив и беше многу смешно, затоа што немав никаква обука, никакво искуство претходно, никакво искуство да не правиме муаве, значи треба устата да знаеш, да креираш ти сложена реченица која што е вредна на телевизија. И сега, например, никогаш не добивав јас претходно да знаем што ќе читам, мене ме седнува во студио и требаше од мал идиом, така? Идиот.
Идиот? Да. Зошто идиот? Тешко мене. Знаеш зашто идиот? Зошто? Ти ако ти закочи идиотот бидејќи тоа е компјутер и се Так. случува нели техника, ќе личиш на идиот. Јасно. Ето затоа се вика идиот. Не, правилно Значи- се вика промптер. Промптер. Добро, на идиотот. Тоа е едно малечко телевизорче, дечки, кој Да. патем полека или некогаш побрзо се прикажува текст, кој што ти прв пат го гледаш. Јас го гледам прв пат, не можам да знам за што се работи, правилната емоција и дикција да ја имам. Фала му на кусиот, наш сега ше верно, кратко со него. Фала му на кусиот, тој ми даваше Иринче, не се секирај, ќе ти пуштам, исчитај, спреми се И те снимаме. и ќе снимаме. Да. Луѓе катастрофа бе, да се разбериме. Значи, беше смешно, ама на повеќето од народот му беше сладко смешно, пошто знаја дека сум дете, знаја дека не сум јас професионалец во таа индустрија и ме поддржува за едно чудо. Браво, Ире. Јас те гледав тогаш на телевизија и баш изгледаше фино и културно. За изгледање изгледав, ама не Звучеше. звучев, ма не. Па не, шо знам. Нема архиви, ги имам барано, среќа нема. Сигурно така. постојат негде во Хајде те ги ги најдеме, те побараме, молам да. побарајќи да се смееме многу. Пошто тоа е друга Ирина. Не, али добро, во секој случај, знаеш, овие работи ти носат многу големо искуство, што денес те прат една, ете, можам да речем и комплетна личност, па ај кажи ми се ти како се доживуваш во овие моменти. Моментално, Да. и можам да кажам дека го имам најубајот период од животот моментално. Стварно сум најсреќна. Дали ми е наинтересно, многу различни фази, ама супер што имам, стварно имам различно искуство и доста искуство. Ама моментално се чувствам комплетна. Рано е за комплетна, ама тоа што си имам зацртано, имам постигнато малце и унапред. Као што знаеш, имам и поголем брат и сестра, Да. се си има удел. Тоа е така, имам голема фамилија позади мене. Фала му на поддршката. Ама се чувствувам моментално најубо и најсреќна од целиот период од животот. Баш ми е. На цели 30 комплетни години. Комплетни и добро веќе влезе во третата деценија, Лего. сега треба да Да. си во друга фаза. Денес сме 6 дена од моите 30 години. Значи пред 6 дена ти беше роден ден? Пред 6 Па дена гледаш беше. по 6 дена јас какви поклони ти зна да достука за роден ден. ми го погоди месецот. Вистина, гледаш како спонтано се договоривме, Да. како што и спонтано се случува цела емисија. Мислам дека фативме огромен дел од твојата живеачка во оваа држава, па и надвор од неа. Што знам, ако имаш уште нешто да додадеш, ете да ги упатиш, ете како некоја порака завршница и да го заокружиме овој муавет, па натаму може ќе се видиме во следна прилика. Јас чисто сакам да те пофалам тебе и за оваа твоја иницијатива. Ти сакам многу природни, спонтани работи, особено цветот на модата ми е малку смачено од местење и позирање и прикажување на многу фейк моменти. Сето тоа е супер, ама животот е многу реален. Се надевам и јас дека и ти си помина супер и дечки, гледајте го и ништо, доброволци. Да, и јас мислам дека супер ќе не гледаат и супер ќе им биде на сите што ќе не гледаат. Се надевам. Види како рикверс паркирам, дали ти вака? Одлично. Паркирам, да. И паралелно Паркираш? паркирам, дечки. Ајде да те видам. Ајде. Ајде. Се ќе извадам колата. Ајде, а мојата, дај со моја. Не, југо рече Ајде. немаш возено. Ајде. За крај. Повеќе, господине. Ајде. Ајде да видим Ирина како ќе вози југо. Зависни да се изнам сега. Да се не знам. Сега може и намерно ќе се изнам. Југо е малце комплициран. Од страната од ке вратата ето рачето, крени го и одиш надаму. Можеш? Чекај. Чекај, да се знам. Ајде. Интересно, дечки, и со припомош. Со припомош, чекај, само клај си го појасот за да се слушаме. Оти бубиците ни заминаа назад. Што си е сигурно, си е сигурно. Ето така. Кај ти е рикверцот назад? Како Стандард. стандард на ха систем. Добро, пошто знаеш дека има такви со... Ако сака сврти кругче. Прече немаш возено југо. Немам возено југо. Добро, немам возено вакво југо, Не, чекај. не е прва. Чекај, врати ја назад. Сега. Дечки, многу интересно. Ајде, одиме. Дефинитивно различна туража. Нема да брзам многу, не се секирај ми, само имам дебел гјон на патиките. Океј. Оп, ето уште едно југо. Уште едно југо, нема Што сообраќајка. не застанува. Не застана на вистина. Не застанува југо. Чекај, дали ми е прва? Прва мили? е, само горе фаќа кон плугот. Ти си првото чупе што ме вози во емисија.
Фала ти на довербата, многу ми е мило, ќе кажеш дали можат луѓето да ми верват или не. Па после еден круг вака ќе кажам дали можат да ти верват. Дали овако дали, слободно колку е тере, ти си во предност. Не бери, не знам дека сум во предност, ама Тесно јукцето. баш интересно. Да. Ми фала ти многу. Се овде оди десно или во несмешни или булеварски овде, решението. Не мора да одиш Нивавец. Можеш и по окружни или оди по партизанска надолу. Ќе одам по партизанска, И ќе влеземе од другата страна, да. Сега жмигавците не ги владам многу. Тере. Абе, Ова беше хит. извини. О, ламелата за мириса Ламелата. малку. Ништо вози се, не ме Чекај, брзини. пешачки, морам да застанам. Јас се извинувам, многу различна туража како од останатите коли. Добра, еве, сега друго е. savладав, го пуштив. Savлада? Мислам Горе дека- фаќа малце, да. Така? Да. Добро, смеам овде да свртам за Смееш назад. сега, смееш. Мими, кај ти седаваш Ете мигавец. таму, малце понапред тие долгите се. Нема врска, блегвај. Не му кажуваме на луѓето кај одива. Јас ќе ја Мислиш мадам. дека си сигурен до тука? Јас сум сигурен Ќе до тука. преживееш, се Само кај малце што ми ја даде. Ламелојно ми замириса. Стварно си извинувам. Терај со втора, не мен бај. Терај југото и со втора. Слободно, без да мен баш. Ова знаеш што ми е потешко? Од автоматик кога ми дале, да истакоње кола. Нема југо чим возиш, Ова не е можеш да многу водиш. тешко. Паркирај си овде и доволни. Може вака директно. Може право, ајде слободно, верувам во твоите способности сега, веќе ми изнаради. Не, фала ти на разбирање, извини за ламелата. Лучарот да ти го дам за сервис. Не препати ужива јуцо ќе ја средиме. Иринче, Фала, тенке, дечки. Иринче. Нема Иринка. гајле. Најбрече на Иринка. Иринче, ама јас тоа е Добро. тоа. Овде вака му правиме. Многу е кул. Thank you на ова прекрасно искуство. Добро, малку така, за да се испотиме нешто пред кона, да не излеземе од колата, Не уште знам светлата кога. да ги исклучам и да речеме чао, така. Чао, дечки, се Значи надам прв пат ќе ме биде водеше интересно. Ирина, да. Мило ми е, фала, чест ми направи. Одлично, чао. Чао, чао.